Добро вечер и добре дојдовте во најновото издание на информативната емисија Отворено за. Оваа вечер мој и ваш гостин е господинот Игор Димитров, државен секретар во Министерството за финансии. Добре ни дојдовте. Добре најдов, благодарам на поканата, задоволство ми е што можам да учествувам во вашата емисија. Економијата секогаш е тема која што предизвикува огромен интерес, затоа што многу суштествени прашања се поврзани токму со економските понудени решенија во Република Македонија. Но она што е нешто најактуелно и што е најнови, со што можеме да се пофалиме, е информацијата која што ја пласираше Американската фондација Heritage, дека Македонија делумно слободна преминува во повисоката зона на нивното рангирање или од 41-то место на 31-то место. Што тоа ќе значи за самата Македонија, но што тоа значи и за сите реформи кои што во изминатиот период ние ги спроведуваме? Точно, многу актуелна тема е деновиве. Оваа недела ги имавме во посета и представниците на фондацијата Heritage, кои дојдоа токму во нашата држава со цел така на еден начин заеднички да го одбележиме практично влегувањето на Република Македонија во таа елитна група на држави по поглед на економските слободи. Од значење на извештаите секогаш ваквите релевантни меѓународни извештаи многу зборуваат пред се за угледот, односно за рангот на државите во поглед на правата и поволностите кои што им се нудат на инвеститорите и на економските слободи и на можноста за остварување на нивните бизнис сделки во рамки на државата и за остварување на инвестициите. Во прв ред Американската фондација Heritage ова испитување го прави од 90-тите години. Република Македонија била како параметар анализирана во целиот тој период, меѓутоа некаде од 2006 година почнуваат економските политики на владата и почнуваат да се движи напред во суштина во поглед на нивните индекси на мерење, практично и рангирањето на државата. И за еден период од 10 години, како што самите представници кажаа, ние сме ја пробиле таа бариера од една во друга зона, односно претежно слободна држава да бидеме во поглед на економските слободи и права. И тоа е навистина елитно друштво, бидејќи и самите Соединети Амерички држави, Обединетото кралство, Холандија, Луксембург и многу други, Германија, Франција и слично, многу развиени држави во суштина, мерено према истите параметри и индекси, се во оваа иста група во која што денес спаѓа Република Македонија. Во суштина, тоа заедно со Doing Business извештајот на Светска банка, во кој што исто така имаме многу висок ранг и сме 10-та економија во светот, зборува за практично за политиките на државата кои што се водат во областа на економијата и во областа на инвестициите. Зборуваат во прв ред за прашања како даноците и даночната политика во државата, начинот на кој што тоа се остварува, можностите за отворање на бизнис, можностите за инвестирање, бенефициите во тој контекст, давачките кои што ги плаќаат работодавците, зборуваат за категории како можноста за регистрација на недвижности, значи односно заштита на правото на собственост како темелно, да речеме, право од имотен карактер, зборуваат за затворање на бизнис, значи ефикасноста на регулативата во државата во поглед на доброволна или присилно затворање на фирма, односно ликвидацијата и стечајот, зборуваат во суштина за целокупните реформи во областа на економската политика кои што се направени за еден период од 10 години. Она што е особено значено за што говорат извештаите на Heritage фондацијата и за што во суштина имавме можност да поразговараме со нив и тие го класифицираат како импресивен резултат на Република Македонија, е тоа што Македонија во целовој 10-годишен период полека, но сигурно, константно врши подобрување на своето рангирање за да може да ги достигне тие 10% поени и да премине од една категорија во друга согласно нивните извештаи. Тоа значи дека посветеноста, да кажеме, во остварување на политиките била константна, постојана, се спроведувала градуелно и таквите политики имаат ефект во реалната економија, заради тоа што пак параметрите понатаму по кои се мери државата исто така се црпат и од податоците во реалната економија. Тоа значи дека не е само она што било направено добро на хартија во превод, туку практично има значителни бенефити за самите бизнисмени.
Колку овие показатели, колку овие податоци на реномирани меѓународни институции се всушност значајни за и сегашните инвеститори, но и за компаниите кои што размислуваат може би да инвестираат во Република Македонија? Јас сметам дека сите сериозни меѓународни компании, особено сите кои што имаат инвестирано во Македонија, прво својата инвестицијска одлука не ја донесуваат така лесно и без истражувања. Првите податоци за државата во која сакаат да инвестираат, посебно големите или мултинационалните компании, се релевантните извештаи од типот на Heritage фондацијата, од типот на извештаи од Doing Business на Светската банка и Меѓународната финансиска корпорација и слични на нив, со цел да можат да видат низ еден објективен параметар, да речем, наблюдувани кои се перформансите и карактеристиките на самата држава. Така да, од аспект на позиционирањето на Република Македонија на меѓународно ниво како атрактивна инвестицијска дестинација, овие извештаи се од клучно значење за нашата држава. А дека она што странците го кажуваат, дека имаме подобрување во македонската економија, дека се движиме по нагорна линија, го говорат и бројките на релевантните домашни институции како Агенција за вработување, но и статистиката, дека бројот на невработени во Република Македонија паѓа. Го достигнавме најниското ниво на невработеност. Така е, и тоа е еден од историските импресивни резултати во државата. Тоа значи дека од некој почетен, кога почнавме да функционираме, 38% ниво на невработеност, во моментов, барем последните бројки говореа дека станува збор за 24,6% стапка на невработеност. Тоа е навистина огромен успех. Јас мислам дека сите напори и првиот приоритет на владата бил да го намали процентот на невработеност. Невработеноста во државата е еден од најголемите проблеми, заради тоа што примарниот предизвик на секој граѓанин да најде своје вработување и примарната задача на владата е во суштина да го реши овој основен проблем на граѓанинот. Така да мислам дека целокупните економски политики во државата, покрај сите други бенефити, мислам дека во својот фокус го има и решавањето на овој проблем. За да се дојде до овие бројки, за да се дојде до оваа состојба во која што се наоѓа Република Македонија, како е земја меѓу 10 најдобри економии во светот, неопходни се многу реформи, неопходна е многу макотрпна работа. Што се е направено во овие изминати години? Навистина многу реформи се направени. Јас би рекол и со тоа би почнал, значи во оваа смисла дека основно е концептот кој што се зазеде и кој што се следи во целиот овој период. Значи, за да дојдете до решавање на еден проблем, морате претходно да ги идентификувате проблемите кои што постојат и кои што го невозможуваат неговото решавање. Значи, целокупниот економски амбиент, доколку ги гуши компаниите, доколку ги гуши фирмите, им наметнува преголеми, преобемни обврски, преобемни даночни, да кажеме, товари и така натаму, нема слобода, има преголем државен интервенционализам и ред други работи, тоа е тоа кои што невозможуваат да има приватна иницијатива, да има предприемаштво во државата и на таков начин оневозможува развој на компаниите, нови инвестиции и отварање на нови работни места. Целокупните економски политики на државата се спроведуваја во таа насока во изминатиот овој 10-годишен период. Во прв ред да се либерализира регулативата, да се прочисти целокупната регулатива од наследени, од ретроградни, застарени прописи кои што постоje и кои што не беа прочистени од осамостојувањето на Република Македонија. Тоа беше еден тогаш популарен процес наречен регулаторна гилотиња, кој што понатаму се надградуваше низ процесот на оценка на влијанието на регулативата или популарната РИА. Тоа значи да се прочисти регулативата од непотребни административни практики, непотребни товари за бизнисмените, прекумерни давачки, скриени трошоци кои што можат да постојат и така натаму, преку намалување на, како централни да речеме теми, намалување на даноците, воведувањето на рамниот данок. Јас морам да кажам дека представниците од фондацијата Heritage, знаете, тие тоа викаат, ние го имавме во теорија, во принцип дека воведувањето на концептот на рамен данок и преку што помала и пониска даночна стапка, дека ќе имаме подобро
подобра наплата на јавните приходи, се до случајот на Македонија и анализата на целокупниот трак рекорд на државата од воведувањето до сега го имавме во теорија. Сега можеме да го видиме и во пракса и навистина Република Македонија може да се каже дека е највисоко рангирана по тој параметар. Значи, не е само... Дека беше 90%. Да, јас не можам да се сетам во некој поени беше изразена, точно да не погрешам за бројките, меѓутоа највисокиот ранг го има во тој параметар и тоа, знаете што е битно, тоа се наблюдува од две страни, значи не е само да ги намалите даноците и да бидете премногу атрактивни. Меѓутоа, тоа е да имате одржлив систем на финансирање на јавните расходи. Значи, така ниските даноци треба да ви донесат добра наплата на јавните приходи, добро собирање на даноците. Значи, кај нас токму тој ефект го има ниските даноци. Преку ниската даночна стапка и ниските даноци кај бизнисмените ризикот да останат или да прибегнат кон сивата економија, кон затојувањето на данок стана превисок, затоа што и онака легалната сфера, да кажеме, во која треба да функционираат, наметнува ниска даночна стапка. Поисплатливо им е да го платат данокот, отколку да го прикриваат и на тој начин да стравуваат од евентуални идни контроли и слично. Таа е филозофијата, да кажеме, која што стои зад рамниот и ниската даночна стапка и сметам дека сите вака комплементарно реформи, еден ред други реформи кои што можеби и немаме време за сите да говориме, меѓутоа генерално целокупната слика на регулативата поврзана со бизнис секторот во Република Македонија во периодот од 10 години е целосно сменета. Сосема поинаку изгледа, сосема поинаку се одвиваат економските односи и мислам дека она што сме го заслужиле преку таа работа, навистина го добиваме во лицето на овие меѓународни извештаи. Имајќи можност да разговараме со дел од странските инвеститори во Република Македонија, велат дека квалификуваната работна сила која што ја имаме, но и ниските даноци биле можеби пресудни да се одлучат да дојдат и да инвестираат во Македонија. Кои се плановите? Остануваме ли на оваа даночна политика која што сега ја имаме и која што гледаме дека дава резултати? Ке се подобрували можеби или ке се менували можеби даночниот систем? Ова е интересно прашање од повеќе аспекти. Прво, по сите извештаи, по сите анализи, по сите и анализи на странски експерти, на странски фондации и така натаму аналитичари, концептот на рамен данок и ниските даночни стапки во Република Македонија го дадоа ефектот, значи го постигна ефектот кој што дотогаш не можеше да биде постигнат преку, да речеме, компаративно земено оние даночни концепти кои што биле воведувани во Република Македонија. Денес функционираме во таа реалност во која што функционираме. Имаме нестабилна политичка ситуација, да речем, нестабилен систем, меѓутоа наместо во таа политичка, да кажеме, борба на различни политички чинители, да се задржи она што е добро и сите да се обединиме околу добрите политики кои што биле воведени и функционираат во државата, политички конкурент, односно денес опозицијата, наметнуваше или промовираше концепт на прогресивни даночни стапки, значи враќање на она што постоело пред 2006, што јас сметам дека тоа и беше нагласено при последниот состанок со Heritage фондацијата, дека доколку го отстапиме од овој даночен концепт, тоа значително би ја влошило позицијата на државата во тие прво меѓународни рангирања. Второ, тоа е целосно менување на концептот. Многу поголем даночен товар за компаниите, подестимулативно за инвестиции. Трето, онаа пракса од 10 години на која што компаниите биле навикнати, која што можам да кажам ја знаат, ја разбираат, покажана е низ пракса како функционира, прифатена се разбира, да му ја промените наеднаш. Тоа значи голем шок за нив. И стравувањето доколку може да дојде до таква работа, значи несигурноста во бизнисот е оној ризик кој што во принцип ги дестимулира, ги кочи инвестициите. Така да, ако мене за мислење ме прашувате, јас сметам дека овој концепт во никој еден случај даночен не треба да се напушти. Ние треба да продолжиме да се обединиме околу она што е битно. Јас сметам дека идната влада ќе го прифати овој концепт, ќе го спроведува понатаму и мислам дека тоа е единствената исправна, да кажам,
одлука која што може да се донесе. Во вашиот одговор на ова моје прашање ја начнавте и темата за моменталната економска состојба во Република Македонија. Да. Политичката криза која што во изминатите 2 години континуирано имаме. Колку и наштети на економијата? Па јас можам да кажам дека во целиот овој период ние некако не функционираме со оној полн ефект со кој што би требало да функционираме и знаете некогаш вака во меѓусебни разговори викаме што се би можеле да постигнеме како држава доколку имавме можност да работиме во понормални услови и да се надпреваруваме со останатите држави, да кажеме, на еднаков терен. Ако почнеме од периодот на 2007, 2008 и така натаму 2009 година, не затекна економска криза, значи светската економска и должничка криза која што со определено задоцнување се прелеа на континентот во Европа. Како наши најголеми трговски партнери, таа криза се пренесе, се разбира, мислам за европските држави, се пренесе и во Република Македонија, со различни ефекти во секој од државите, вклучително и во Македонија. Сметам дека стабилната состојба на банкарскиот систем во Република Македонија во тие моменти не дозволи да дојде до таков крах како што доживеа банкарските системи низ европските држави, па и Соединетите Амерички држави да побаруваат таков државен интервенционализам и слично. Сметам дека не функциониравме во најредовни услови, би кажал, имавме сериозни предизвици наметнати и последниот период, тоа е политичката криза која што апсолутно наметнува сериозни теми, значи, и сериозна несигурност кај чинителите во економската размена, и за таа цел јас можам да кажам дека сериозна штета имаат компаниите. Во прв ред и претходно го начнавме тоа прашање. Прашањето е на несигурност. Прво, не се решаваат компаниите во овој момент да инвестираат додека не се разреши политичката криза. Еве ви кажав, отворени се некои основни прашања, како да речем прашањата на даноците. Дали ќе имаме повисоки или пониски даноци? Тоа нормално влијае за компаниите. Тоа драстично би им ја сменило структурата на трошоците. Доколку се наметнат високи даноци, голем дел од нивните средства наместо за инвестиции ќе поидат во отплата на трошоците. Од друга страна, имаше исто така големи нереални ветувања. Просечната плата, не знам, ќе биде 15.000, 20, 30.000 денари или не знам колку. Значи, ако јас би сакал да секој граѓанин во Република Македонија не 30 и 100.000 денари има плата, ако лично ме прашате вака за што е пуста желба на секој човек. Меѓутоа, дали продуктивноста на трудот на македонската работна сила го достигнала тоа ниво? Ако не се крие зад висината на платата степенот на продуктивност на работната сила, ако продуктивноста на работникот не е толкава да може да ја оствари таа заработувачка, тогаш ние ќе ги уништиме македонските компании. Ништо повеќе. Значи, имаме намалување на вработеност, така имаме обратен процес од оно што сега го имаме. Ама видете, имаме враќање назад. Бизнисот, знаете како викаат, бизнисот ќе најде свој модалитет. Значи, ако вие му наметните нереални трошоци, кој што не може да ги издржи и да биде конкурентен, затоа што на почеток рековме, ние се залагаме за концепт на слободна економија. Пазарот да ги диктира условите во суштина под кои што ќе функционираат компаниите, не да ги диктира државата, да нема државен интервенционализам. Колку послободен пазар, толку по-конкурентни компании во Република Македонија, не само внатре, и на светско ниво. Значи, денес во глобализиран свет вие не можете да зборувате за конкурентност од аспект на домашната економија, и онака македонската економија е премала. Вие мора да ги спремите компаниите да бидат спремни за извоз, да конкурираат на регионално, на европско и на светско ниво. И со такви несразмерни трошоци, практично компаниите нема да можат да бидат конкурентни. Тие ќе најдат начин да функционираат. Таквите мерки, непромислени, јас би рекол, не се базираат на содржина и на анализа, ќе доведат едноставно она што се случуваше во минатото. Да нема
легално пријавување на приходите, половина од платата или не знам колку, пријавување на пола работно време и ред други такви ретроградни, да речам, нелегални активности да се случуваат со цел компаниите да можат да бидат конкурентни од една страна, а од друга страна вработените би се согласиле на таков чекор веројатно, за да можат да бидат пак од друга страна да имаат приходи, основни за екзистенција. Значи, затоа уште еднаш ќе речам, кога вакви крупни теми се отвараат во државата, чисто од популистички аспект гледано, а не темелено на анализа и на, да речем, на истражување. Економски вредности. И на економска логика во принцип, во таква ситуација едноставно имате голема несигурност днесувате во економските односи кај компаниите и секој од нив неколку пати се испитува пред да прибегне кон некој чекор. Тоа е тоа што ја згушува во моментот и ја парализира македонската економија, барем по моје мислење. Господин Димитров, но оно што им е битно на компаниите покрај тоа да имаме политичка сигурност, нели, во Република Македонија, битно е да имаат и лесен пристап до капиталот, да имаат поголема ликвидност во стопанството. Што е направено до сега од оваа влада и каква ни е во моментов состојбата? Јас би точно, апсолутно ликвидноста и во стопанството, меѓутоа и пристапот до кредити, полесниот пристап до финансирање во суштина е централно прашање и е од големо значење. Јас претходно реков малку, значи дека не функциониравме во најоптимални услови кога зборуваме за финансиската состојба, за економската состојба, заради тоа што кризите кои што го фатија светот се прелеа неминовно во Македонија, но сметам дека во прв ред во сите тие критични времиња државата никогаш, како компарирано со останати држави, прво не прибегна кон намалување, односно зголемување, на даноците и даночните стапки со цел да има поголеми приходи во буџетот за да ги преброди тие кризи. Тоа беше прв стимул и импулс во економијата за кој што се обедини и застана владата во такви драматични времиња. Втората работа, ние обезбедивме 350 милиони евра кредитирање од Европската инвестицијска банка, кој што се реализираше преку Македонската банка за поддршка на развојот и кои што сите беа пласирани во македонското стопанство преку деловните банки. Има фиксирано каматна стапка, многу конкурентна во тие периоди. Така наречени ефтини кредити. Да. И над 1700 проекти се финансирани од овие кредити и тие отворија преку 7000 работни места. Значи, вака анализирано за конкретно тој проект. Во наредните 3 до 4 години, од отплатата на тие кредити кои што определени компании во тој период ги искористија, 100 до 110 милиони евра повторно ќе бидат репласирани во македонската економија и сметам дека тоа значително ќе ги поедностави, односно ќе ги подобри можностите и пристапот до капитал и средства. Исто така, во моментот стабилниот банкарски систем, значи кој што и во кризата обстои на такви стабилни нозе, би рекол, во Република Македонија, е на располагање на компаниите за пристап до кредити и до средства за финансирање на своите проекти, а за подобрување на ликвидноста и меѓусебната размена кај компаниите, ние донесовме согласно европските регулативи, можеби сме вака меѓу државите кои што во побрз период ги прифатија тие препораки на Европската Унија за пред се законот за финансиска дисциплина. Значи, санкционирање на оние неплаќачи во стопанството кои што преку генерирање на долгови, преку неплаќање на фактурите кон своите деловни, да кажам, соработници, овозможуваја задржување на средства и финансирање на други своји активности, за да го намалиме или да го елиминираме, да ја сведеме на што е можно помал број таквата појава, беше донесен Законот за финансиска дисциплина, кој што воедно ја опфати и државата, односно државните органи. Да не елаборирам детално за овој закон, но би рекол дека тој е еден од инструментите кои што овозможува да се воведе поголема финансиска дисциплина во поглед на навремената исплата на фактурите и со тоа подобрување на ликвидноста во стопанството. И практично мислам дека барем кај државните
чинители во тој дел. Јас она што би можел да кажеме дека постои значителен притисок на времено и редовно да се сервисираат обврските. Велиме дека за една економија не е само да се надпреварува во сопствената држава, него ние како држава се надпреваруваме со економиите од нашето соседство. За да имаме странски инвестиции, треба на инвеститорите да им понудиме добра инфраструктура, да им понудиме и добра работна сила, и ниските даноци веќе ги имаме. Но она што треба да се понуди е и ефтиниот енергенс. Во последните години Република Македонија многу инвестира во гасоводот. Според информациите со кои што располагам, вие сте еден од луѓето кои што директно работевте токму на проектот за изградба на национален гасовод. Да, навистина битна тема. Јас сметам дека деновиве таа е уште поактуелна кога функционираме во амбиент на големо загадување на воздухот, така да еколошки чистите енергенси се навистина еден предизвик за државата, што е можно поскоро да ги има на располагање и да ги даде на компаниите и на граѓаните. Точно националниот гасовод е проект кој што беше приоритет уште на самиот почеток на функционирање на владата. Низ едни долги преговори ние го затворивме клириншкиот долг со Руската Федерација преку изградба на национален гасификацијски систем. Тоа е веќе завршен, готов. Приближно 61 километар од Клечовце до Штип се веќе изградени, а во моментот се во изградба краците од Штип до Битола, преку Кавадарци, Неготино и Прилеп и од Скопје до Гостивар. Идејата е нормално да се направи еден прстен околу Република Македонија и онака адаптибилната, да кажеме, географска форма на државата овозможува да се изгради еден прстен на поедноставен, полесен начин и тоа да овозможи поврзување на сите населени места. Приоритетно се разбира на најголемите потрошувачи од стопанството со ваков енергенс. Овие два краци кои што ги кажав кои што се дел од националната гасификациона мрежа се веќе во изградба, за нив се обезбедени финансиски средства, сите предходни прашања се веќе завршени, тоа значи проектирање, физибилити студии, обезбедување на средства, тендерирање, избор на изведувачи и така натаму. Во моментот оставена е само изведбата и поставување на трасата. Така што мислам дека треба уште поголема посветеност на овој проект. Пред се основниот за мене, основната причина, посебно од аспект на стопанството, на економијата, е да се овозможи избор на компаниите. Значи, од традиционалните горива кои ги користеле во својот процес на производство, да им се овозможи избор и конкурентен практично енергенс. Така да, ова е на вистина централен проект, од големо значење и јас можам само да потврдам дека владата има силен фокус на реализација на овој проект. Паралелно на него ги тендерираше владата исто така и дистрибутивните системи. Тоа би значило од магистралата која што денес ја градиме, да се изградат дистрибутивни системи кои што би ги снабдувале на секундарно или терциерно ниво крајните потрошувачи во градовите, мислам дека беа три региони, така да паралелно се работи на тој систем и во некој среднорочен период јас лично очекувам дека овој проект ќе ги даде очекуваните резултати и набрзо би ги имале и првите приклучоци на националната мрежа. Господине Димитров, кога станува збор за подобрување на квалитетот за живот на граѓаните на Република Македонија, еден од проектите кои што се реализираа директно е насочен од Министерството за финансии, проектот за субвенционирани стамбени кредити. Ова е еден од проектите кои што на многу млади македонски семејства им овозможи решавање на проблемот со домување. Имаме ли бројки? Колку семејства го искористија? Како оди искористувањето? Начини на пријавување? Интересот се уште ли е голем? Да, јас со секогаш со задоволство зборувам за овој проект, искрен да бидам, заради тоа што за разлика од сите други дејности, да кажеме, со кои што се занимаваме, овој проект и уште на самиот старт ние го прифативме вака со еден голем ентузијазам, со една голема енергија, бидејќи сметам дека
Имавме неколку предизвици што требаше во тој момент да ги надминиме. Меѓутоа, секако дека централното прашање околу овој проект беше обезбедувањето на прво живеалиште, на прв дом за македонските граѓани. Ние често пати зборуваме или сме критикувани генерално во општеството дека оневозможуваме или не ги мотивираме доволно младите луѓе да останат и својата судбина да ја бараат во Република Македонија, дека имаме проблем со одселување и така натаму. Ова е еден од проектите кој што директно атакува на тој проблем, на тој предизвик. Ако претходно говоревме за обезбедување на вработување, тоа е првото прашање за секој млад човек. За секој млад човек првиот предизвик со кој што се соочува е да најде своја работа, прво да се реализира себе си како човек и како професионалец и да заработи за екзистенција, за живот и за свое унапредување, да формира семејство и се разбира предизвикот и кај младите луѓе кои што се уште размислуваат за формирање на семејство, но и оние кои што веќе формирале е обезбедување на пристојни услови за живот, живеалиште. Овој проект го решаваше токму тој проблем. Преку 1000 субвенционирани кредити се реализирани до овој период. Тоа значи 1000 македонски семејства го решиле своето стамбено прашање. Или по прв пат, или она што им било премало со оглед на зголемување на бројот на членовите на семејство, обезбедиле поголемо живеалиште за себе. Станува збор за рестриктивни услови, значи во смисла на тоа дека не може буквално секој, не можат оние со примања, да кажеме, кои што и онака им овозможуваат да можат да си го дозволат решавањето на тоа прашање, но ние зборуваме со лимитирани приходи за тие семејства кои што сепак имаат кредитна способност да можат да дојдат до свој дом. Од друга страна, споредни можеби ефекти, но е значителни ефекти за кои што ние зборувавме во нашите анализи, е во суштина директното атакување на каматните стапки кои што во тој период кога започна овој проект ги нудеа банките за стамбените кредити. Денес е сосема различна сликата. Јас не викам дека единствена причина е ова, но нашите напори за фиксирање на каматната стапка во рамките на овој проект и давањето на конкуренција кон стамбените, вообичаените стамбени кредити на банките, значи покрај бенефитот за граѓанинот што е изразен во субвенција за оној што ќе го искористи кредитот. За сите оние кои што, пример, немале услови да ги искористат, посредните ефекти од овој проект ги почувствувале, а тоа е преку намалените каматни стапки на застамбените кредити во банките и секако стимулот во градежништвото, во градежниот сектор, бидејќи ние не финансиравме секундарни, терцијарни продажби на недвижности, но создавање, значи купување на нов стан изграден или ново изградена куќа или изградба на куќа. Тоа значи дека сакавме исто така да дадеме нов импулс и во градежништвото, да се креираат што е можно поголем број на стамбени единици, било во форма на станови, особено сега ги стимулираме изградбата на семени куќи, што пак од друга страна значи притисок врз високата цена на метар квадратен во стамбената единица. Затоа што колку повеќе ќе зголемите понудата на стамбени единици, толку конкуренцијата при купување на стан е поголема и цената би одела надолу. Така да сите овие ефекти, и директните и посредните, сме ги мислели, сме ги сакале да ги постигнеме и сметам дека имаме значителен успех во постигнувањето на тоа прашање. Заради тоа што, да подсетам, ние зборувавме тогаш за при анализа на пазарот за цени во Скопје, да кажеме споредбено од 1200, 1300, 1400 евра по метар квадратен. Ние субвенционираме до 900 евра по метар квадратен, значи стамбена површина, така да притисокот и врз цената по метар квадратен и кај компаниите значително ја почувствува, бидејќи интересот на граѓаните за искористување на овој проблем, на овој проект беше голем и сметам дека и при со реализација сега на овој дополнителниот проект што е Купи куќа за млади до 35 години, очекувате ли дека можеби понатаму ќе паѓа цената по метар квадрат? Ние сега зборуваме за изградба на куќа. Тоа е сосема, да кажеме, поинаква поставеност, бидејќи стимулираме граѓаните да градат индивидуални стамбени куќи за решавање на своето прашање.
Тоа пак од друга страна има друг посреден ефект. Ние имавме многу координативни состаноци по општините, бидејќи она што општината треба да го има како свој приоритет е урбанистичкото планирање и создавањето пак на можност да се гради, донесување на урбанистички планови и така натаму. И оно што го утврдивме е дека понудата на градежни плацеви за изградба на куќи во државата е несоодветна, односно не одговара можеби на актуелната потреба на самите граѓани. Преку овој проект го стимулиравме урбанистичкото планирање. Преку Министерството за транспорт и врски обезбедивме поддршка во креирањето и создавањето на урбанистички планови за оваа намена, значи за изградба на стамбени куќи. И сметам дека повторно влијаеме на понудата, но сега од друг аспект на градежни плацеви, со цел граѓаните да можат да изградат своји индивидуални стамбени објекти. Така да ефектите би биле исти. Кај индивидуалните куќи малце може би различен и не би можел да се компарира како кај становите висината на цената по метар квадратен, но стимулот кај градежништвото, поголемата конкуренција, поголемата побарувачка воиднина, секако би донело до намалување на можеби на трошоците за изградба на стамбена куќа. Господине Димитров, и за крај повторно јас би се вратила на оној процент на невработеност неодамна владата го усвои најновиот оперативен план со кој што велат дека процентот на невработеност ќе продолжи да паѓа и понатаму. Да, јас го спомнавме, значи, ова прашање, сметам дека е навистина историски успех на Република Македонија. Мислам дека се надевам дека сите понатамошни политики ќе останат посветени на пред се на зголемување или на поддршка на стопанството и на македонските компании кон отварање на нови работни места. Активните мерки за кои што даваат голем придонес, проектите како Македонија вработува, кои што уште еднаш се повтори, и другите стимулативни мерки од владата, јас сум убеден дека ќе продолжат да бидат понудени од страна на државата и искористувани од страна на компаниите, бидејќи заеднички, повторно да кажам, целта е овој процент и понатаму да се намалува, односно тој предизвик на ново вработување да го решиме за што е можно поголем број на македонски граѓани. Тој приоритет сметам дека и понатаму ќе остане во фокус на владата. Ви благодарам што оваа вечер бевте наш гостин. Се надевам дека и во иднина ќе имаме можност да ви имаме во ова студио да правиме нови анализи за нови успеси на македонската економија. Политичкава криза мора да се реши во интерес на сите, а најмногу во интерес на македонскиот бизнис. Затоа што ако бизнисот почне да не опаѓа, тогаш многу работи ќе тргнат во надолна линија. Јас сум оптимист вака во приодот кон сите работи, така да оптимист сум и во оваа работа. Мислам дека ќе излеземе надвор од оваа криза и мислам дека ќе реализираме уште поголеми успеси во иднина. За крај се разбира ви благодарам на поканата и ви стојам на располагање секогаш кога за тоа има потреба. Почитувани гледачи, ова беше Игор Димитров, државен секретар во Министерството за финансии. Разговаравме за актуелните економски случувања во Република Македонија. Благодарам што и оваа вечер бевте заедно со нас. Останете и понатаму на програмата на К1 телевизија.